Квалитетни проекти за максимално искористување на понудените средства очекуваат централните власти од општините кои ќе аплицираат на програмата за финансирање проекти за рурален развој. Министерот Николовски очекува руралните средини на овој начин да може да решат повеќе комунални и инфраструктурни проблеми. Ги повикуваме општините и градоначалниците на сите општини во државата да подготват квалитетни проекти за аплицирање за мерките и да ги вложат своите максимални напори. Преку овие мерки овозможуваме подобрување на моменталната состојба во руралните средини и достоинствен живот за граѓаните во овие средини. Со цел поголема искористеност на средствата, рокот за аплицирање е продолжен на 2 месеца и трае до 31 август годинава. Трите мерки од програмата подобрување на квалитетот на животот на руралните средини, обнова и развој на селата и зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја нудат можности за повеќе капитални инвестиции во руралните средини, рекоа на денешната пресконференција. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Никол Чебабовски посочи дека на јавниот повик може да се пријават единиците на локалните самоуправи, центрите за развој на планските региони, а за мерката 323 зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја може да се пријават и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како и јавното предпријатие Македонски шуми. Со мерката за подобрување на животот во руралните средини стојат на располагање по 20 милиони денари за секој еден добар проект. Со ова мерка можат да аплицират општините за поврзување и изградба на регионални или локални патишта од 5 до 7 километри, изградба на водовод и канализација, обновување на младински културни центри, добиточни пазари и друго. Во мерката обнова и развој на селата исто така стојат на располагање 20 милиони денари за секој еден апликативен проект. Со мерката за зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини, општините ќе можат да аплицираат со проекти во висина од 15 милиони денари и наменети се за инфраструктурно поврзување со објекти од културно наследство, уредување на излетнички места. Општините имаат можност да подготват проекти за инвестиции во локалната патна инфраструктура, мостови, канализациони системи, добиточни пазари, домови за култура во руралните средини, реконструкција на селски улици, уредување излетнички места и инфраструктурен пристап до нив и други инвестиции.